Околу 500 нови работни места се очекува да бидат отворени со новата странска инвестиција од турската компанија Javo Automotive во Тирстетово, вредна околу 21 милион евра. Премиерот Христијан Мицкоски информираше дека официјалниот договор за државна поддршка е веќе потпишан и дека фабриката треба да започне со работа до крајот на септември. Уверува дека нема да се повтори случајот со најавената инвестиција од претходната влада за производство на мали електрични автомобили што не се реализираше. Со сиот свој кредибилитет гарантирам дека официјалниот старт на производството ќе започне некаде крајот на септември. Договорот за помош од страна на владата е поминат на владина седница, така што апсолутно да нема никој дилема. Разликата помеѓу марихуана владата, односно владата на СДСМ и ДУИ и оваа влада е голема, тоа го покажуваат делата. Во периодот кој што следи очекувам неколку десетици такви потенцијални инвестиции кои што ќе се операционализираат. Претседателот Ердоган лично ми кажа дека ќе се заложи за што поголем број турски инвеститори да дојдат кај нас овде во Македонија. Инаку новата инвестиција во Тирстетово доаѓа од турска компанија која работи во автомобилската индустрија и се занимава со производство на безбедносни системи, контролни кабли и електрични инсталации за водечки светски производители на автомобили. Нивни представници беа присутни на пресконференцијата, но немаа свое обраќање. Директорот на Тирстетово Гоце Димовски нагласи дека интересот за инвестирање во зоната во Тетово расте и дека компаниите кои веќе работат таму продолжуваат да ги прошируваат своите капацитети. Продолжуваме со активниот пристап кон привлекување нови инвестиции, но и кон поддршка на сите компании кои веќе инвестираат и создаваат нова вредност во македонската економија. Наш приоритет е да обезбедиме услови за одржлив економски раст преку поддршка на инвестиции кои создаваат додадена вредност, генерираат извоз и отворат добро платени работни места. Министерот за економија и труд Бесар Дурмиши оцени дека новата инвестиција е резултат на напорите за привлекување странски капитал и создавање поволна бизнис клима во Македонија. Тој посочи дека компанијата планира годишен извоз од околу 45 милиони евра, што ќе придонесе за подобрување на извозните перформанси на државата и дополнителен раст на индустриското производство.